Семејни инциденти во источниот регион има се повеќе. Овде има околу 50.000 семејства, а насилство во просек има по едно на ден. Ние сите жртви што овде ќе пријават во Сдруженијето ги упатуваме да пријават и во центрите за социјални работи и во МВР, а меѓутоа има и еден известен дел темна бројка, значи оние кои што не пријавуваат никаде, кои што трпат и живеат во семејно насилство. На овој начин, источниот регион е прво од државата, бидејќи секоја втора жена на возраст помеѓу 30 и 54 години барем еднаш била жртва на некој од домашните. Бројките треба да не загрижуваат, макар и еден единствен случај да имаме семејно насилство, ние треба да ги преземеме сите мерки околу спречување, заштита и превенција секако. Најчест вид на насилство е физичкото, но освен него многу честа е праксата и на психолошко, вербално и економско насилство. Тоа е една деструктивна појава која што делува не само на членовите на семејството, секако на најмалите, тие се најголемите жртви, меѓутоа често пати се случува да бидат жртви и постари, повозрастни лица, така што не е за занемарување оваа појава. Поради овие алармантни бројки, денес беше промовиран Законот за заштита од семејно насилство. Всушност, значи, на едно место старите решенија кои што во пракса се покажа дека функционираат и нови унапредени решенија за она што низ пракса се покажа дека ни недостасува во превенцијата, заштитата и спречувањето на семејно насилство. Но што законот може да измени ако во прашање е традиција која во старт жената ја става во графата на жртви? Уште полошо е што и тие сметаат дека насилството врзнив е право на мажот. Поради нивниот и молкот на родителите се пријавуваат помеѓу 2 и 10% од жртвите.